По една недела откако го загуби своето првороденче во Битолската клиничка болница, со трогателен фејсбук статус денеска се огласи младата мајка. Според неа, она што се случувало во тој, за неа сега кобен ден, најдобро го знаела таа и луѓето кои биле во родилната сала, а кои сега се обидувале заради партиски препукувања, ривалство или неспособност тоа да го прикријат. Се изначитавте безброј лаги, различни приказни, сите се ставивте на мое место внатре во сала, а всушност таму бев само јас и тие луѓе. Не знам и дали треба да кажам дека се луѓе. Бебето не ми почина во стомакот, ниту беше извадено со вакуум, иако се колнат дека било. Пола секунда било. Уште на маката и будала да те направат. Точно дека бе вратена од болница дома и се уште си го поставувам прашањето зошто. Пишува на Фејсбук несреќната мајка Викторија Крстеска. Крстеска тврди дека заради пресилните болки молела да и биде направен царски рез, убедена дека за тоа имало време. Но зошто не се случило тоа, туку пораѓајот според неа бил извршен на насилен начин, се уште не и било јасно. Кревајќи ја болницата од болки и молев за рез, уште 2 часа, господјата која што веднаш после смртта на моето бебе си замина на одмор и не се појави на ниту едно сослушување, која тврдеше дека не учествувала во мојот пороѓај, иако таа ме искасапи и животински ми скокаше на стомакот, ми се смееше и ми рече: "Ако не ти се бендисуваме ние, оди си во плодност." Удирајќи ме во стомакот, на кој што се уште имам траги, насилно ми го извадовте бебето, кое никогаш не успеав да го видам, наведува Крстеска. Младата мајка, иако се сомнева дека некој ќе сноси одговорност, сепак пишува дека таа и незиниот сопруг нема да се откажат се додека не ја докажат вистината и за тоа не одговара вистинскиот виновник.